Минатата година на површините на десетина, а годинава кај стотина земјоделци во Кочанско е реализиран проектот за воведување на нови сорти ориз, односно подобрување на оризопроизводството во Република Македонија. Овој проект Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија го реализираше со турската компанија Тика. Беа воведени во опити 14 сорти, кои се тестирани споредено со стандардната сорта Сан Андреа. Во проектот се вклучени повеќе работи. Кај нас во институтот се изведува активности на повеќе полиња. Институтот беше задолжен во проектот во 2013 година со 20 земјоделци да комуницира, соработува, односно беше поделено семе од 3 сорти на земјоделците да засеат на површина од по 1 хектар, 200 кг семе, и заедно ние со земјоделците да го пратиме тоа производство. Од постигнатите резултати сите се задоволни, и земјоделците и научните работи. Од резултатите добиени во 2013 година, сите сорти се порани од стандардната сорта, односно од стандардната сорта Сан Андреа. Скоро сите сорти дадоа повисоки приноси, повисок принос од сортата Сан Андреа во таа година, во годината на испитување, и дадоа повисоки рандмани, во 2013 година. Меѓутоа, за да биде воведена една сорта, праксата во таа работа покажува дека испитувањата треба да бидат најмалку барем 2 години. Инаку останува отворено прашањето со авторското право за сортите од Европа. Мора да се плати авторското право за нив или да се регулираат меѓусебните односи меѓу производителот на семенскиот материјал и корисникот. Авторите на сортите од Република Турција, односно од Институтот од Едерне, ги отстапуваат нивните авторски права, за да сортите можат да бидат регистрирани во Република Македонија и да бидат произведувани како семејски материјал и натака ширени кај земјоделците. Што не е случајот со другите европски сорти, таму сегде авторите, односно носителите на авторското право, дали се тоа поединци или фирми, барат да им се плати авторско право, односно да добиете одобрување од нив за да можете да ги произведувате во Република Македонија. Во спротивно, ќе бидеме принудени да увезуваме готово семе кое за земјоделците према нашите услови и стандарди е доста високо. Цената му е доста висока.